Добар ден, време е за црвена линија. Пред само 7 години беше срушен, а деновиве повторно се зборува за изградба на нов Скопски саем. Халите што некогаш се простираа на над 150.000 квадратни метри беа домакини на светски настани од Шаховската олимпијада во 1972 година до бројни концерти и саеми. Па сепак во 2018 година и покрај силните реакции од јавноста и експертите, саемот беше срамно урнат. На неговото место денес се издигнати трговски центари и стамбени згради. Скопје стана еден од ретките главни градови без вистински простор за саемски манифестации. Деновиве директорот на службата за општи и заеднички работи при владата Ивица Томовски најавува нова визија – изградба на современ саемски комплекс. Се дискутира за локации, инфраструктура, иновации и меѓународна конкурентност. Но прашањата остануваат. Зошто прво го срушивме постојниот? Дали стариот саем беше символ на градот што не смееше да исчезне? Дали Скопје загуби со пренамената на локацијата? Треба ли јавноста да има збор при изборот на новата локација? Поддржувате ли изградба на нов саем дури и ако се финансира со јавни средства? Може ли новиот саем да стане регионален центар за манифестации? Ке се изгради ли на вистина или ке расправаме со децении? Денеска зборуваме на темата му треба ли на главниот град модерен саемски комплекс. А секако кога сме кај прашањата, задолжително заследете на Инстаграм и учествувате веќе во денешната анкета. Кликнете на Инстаграм стори на профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, а таму ве прашуваме дали урнувањето на Скопски саем во 2018 година беше погрешен потек. Имате две опции за одговор, две полиња да кликнете да или не. Кликнете на вашиот одговор, ке сумираме во проценти, се разбира, и ке ги соопштиме резултатите кон крајот на ова издание. А секако ке сакаме да ве слушнеме. Вие сте тие кои што ја креирате Црвена линија. Доволно е да се заврти нашиот број 02307-005, задолжително да се намали тонот на ТВ приемникот и секако секој од вас да даде одговор на нашите прашања. Всушност му треба ли пред се на главниот град модерен саемски комплекс? Ке подсетам секако за оние кои што некој едноставно му е полесно така или нема да успеете да се вклучите во Црвена линија, а сакате да ги дадете одговорите на денешните прашања, не заборавајте задолжително да не заследите и на Facebook профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Пишувајте коментари, споделувајте, ќе ги читаме стандардно, тоа го правиме коментарите како одговори и меѓу вклучувањето на гледачите во живо. Време е да започнеме оваа Црвена линија со вас. Добар ден. Да, добар ден. Па еве, дали му треба на главниот град модерен саемски комплекс? Поздрав за тебе, Тина, и за телевизија 24. Благодарам. Ако може и малку погласно, јас ќе ве замолам. Прво и основно, Скопје од секогаш имал такви објекти, кои што и сега, не само сега, постојано на еден голем град над 800 и кусур илјади жители, потребен му е како пословно, така трговски, така наменски. Затоа што таму во тие објекти се одржува саеми на книга, на мебел и така натаму, да не изборувам. Дури во бивша Југославија, ако се сеќавате, на саемиште се одржуваше и конгресите на Централниот комитет на Сојузот комунисти. Сакам да ви кажам дека на Скопје, општо на Македонија и треба таков голем објект. Не само на Скопје. На цела Македонија и треба тој објект, затоа што тука се одржуваат најголемите значења кои треба да служат на Македонија. Затоа јас би ја замолил и владата и собранието, кога ќе носат такви закони, да ги гласаат едногласно, за да го направат тој објект, за да имаме ние корист од тој објект, затоа што веќе такви објекти нема никаде во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу.
Голема благодарам и вам. Со вас ја почнуваме оваа дискусија во црвена линија, да слушнеме останатите гледачи какви одговори ќе дадат на нашите прашања. Му треба ли пред се на главниот град модерен саемски комплекс? Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. И на вас убав ден. Благодарам. На Скопје му треба една саем во поголем објект, затоа што може да се одржуваат разни манифестации во тај саем. Многу изложби може да се одржуваат. Понапретниот саем што беше со голема квадратура и се одржуваа многу изложби од разни профили. Затоа и на Скопје му е потребно таков објект што ќе може да послужи за такви изложби, што може да привлече внимание и од околните земји што се наоѓаат во близината на нашата држава. Тоа може да бидат разни изложби од земјоделски производи, од мебел, од секакви области може да има такви изложби која ќе привлече внимание и на публиката од целата наша земја, за да се слеат во Скопје и да се остават големи средства кои ќе бидат употребени за многу цели. И затоа таков објект е потребен. Благодарам за учеството, за вашите одговори. Останете со црвена линија. Сега малку ќе ве префрлам на Facebook да видите објавата за денешната тема на црвена линија, за следете го нашиот профил, секако и профилот на Телма телевизија, каде што паралелно ги објавуваме темите. Она што и секако ќе ве потсетам, јас ве замолувам, тоа го знаат гледачите, всушност кое е главното правило кога станува збор за етиката и да не се употреби црвената линија, а тоа е употребата на погрдните зборови. Ве молам, внимавајте, колку и да сте гневни, колку и да сте револтирани, секако да бидеме достојни, културни, се разбира, ставот можеме да го искажеме и без да користиме говор на омраза или говор кој што алудира на насилство. Тоа истото важи и за коментарите, навистина ќе сакаме секој еден коментар да го прочитаме, но доколку има погрдни зборови, тоа нема да можеме да го сториме. Еве на Facebook, црвена линија и овде прашува она што ве прашуваме како анкетно прашање и на Инстаграм, а тоа е дали уривањето на Скопскиот саем во 2018 година беше погрешен потек. Пристигаат коментари, нешто подоцна ќе почнеме и со нив, но еве со оглед на тоа што можевме да регистрираме, ве молам, внимавајте на употребата на зборовите, потоа мислам да се држиме до нивото и културата во изразувањето. Добар ден. Добар ден. Добро. Ајде тогаш да преминеме онаму каде што веќе има одговори. Јас секако ќе ве потсетам да повртењето на телефонскиот број задолжително целосно го намалите тонот на ТВ приемникот. Ова верувам особено ќе важи за оние кои што се разбира за прв пат ќе сакаат да се вклучат во оваа дискусија. Ќе потсетиме дека пред само 7 години Скопскиот саем беше срушен, а деновиве повторно се зборува за изградба на нов Скопски саем и на кухалите, особено за жителите на главниот град, но и на сите оние од низ нашава земја. Сушност саемот беше центар кон кој што сите се собира со цел да бидат дел од голем број саемски манифестации. Доволно да подсетиме дека на саемот дури во далечната 1972 година се одржа шаховската олимпијада. Така да верувам дека секој од вас, еве и оние кои што досега и немале пракса, ниту биле доволно заинтригирани да се вклучат во контактна емисија како Црвена линија, поканети сте. Секако сакаме секој од вас да слушнеме дали сметате дека стариот пред се саем беше символ на градот и дали на главниот град всушност и му недостасува, се разбира, ваков објект, саем кој што повторно ќе ги обединува сите.
Јас ќе се обидам уште еднаш, ќе речам добар ден, ако случајно има некаква блокада, тогаш секако пристигнуваат многу коментари, па ќе продолжиме со одговорите на оние кои што не следат на Facebook и секако ја следат Црвена линија. Јас ќе дадам шанса, ќе речам добар ден. Добро, продолжуваме понатаму, па ќе видиме најверојатно имаме некоја блокада, но затоа имаме и многу коментари. Продолжуваме со коментарот на госпоѓа Цвитанка Стојановска, која што вели: со темата за сајмот ме вративте во годините на моето студирање во Скопје. Како студентка секогаш го посетував со задоволство и го чувствував не само како сајм, туку како културен центар. Имаше 4 хали во кои беа изложени разни производи од мебел до штандови со книги. Имавме можност да си купиме книги по ниски цени. Беа изложени производи од соседните ју републики. Додека траеше неговото постоење, пулсираа посетители од Триглав до Гевгелија, па и странци. Голема грешка е што го срушија. Јас сум за рушење, но ако објектот е руиниран, но таков здрав и функционален комплекс да срушиш, навистина е лудост. На запад се гради, но старите објекти ги чуваат како споменици на културата. Исто бев со времени кога се отвори трговскиот центар. За мерак беше, но и тој колку што следам станува руина. Универзалната сала изгоре. Уште што треба да му се случи на Скопје за да има достоен простор за светски манифестации. Поздрав Тина, поздрав и до вас, господја Цветанка. Па, добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, сметате ли дека му треба на главниот град еден модерен саемски комплекс? Па видите, Тина, ја прво сум изненаден дека ние се уште имаме дирекција или институција, фирма Скопски саем, да ти кажам право. Бидејќи јас колку што знам и што се паметам, Скопскиот саем беше продаден на словенечка фирма. Они беа газдите и последните газди на саемот пред да се сруши. А сега од кај се појавија овие, дали си иницијативен одбор или некој клати врата зима и плата, треба да ни го даде некој одговор од право. Како постои институција Скопски саем кога саем не постои? Тоа е една работа. Втората работа, за Скопскиот саем претежно функционираше со тие летни зимски панаѓури, имаше мислечи ние еден агросаем, па имаше нели овој саем за возила и таква работа. Ајде да речеме дека му треба, но каде ќе го изградиме тој саем сега, затоа што сите локации во градот се пополнети или се приватизирани. Значи ќе треба негде на периферијата. Кој ќе го гради, со чии пари ќе го гради, сакам да ми одговорат. Некој, са дали повторно некој бара државата да вложува пари во нешто што веќе го имала и го продала. Затоа што најголемата грешка е прво ако зошто воопшто саемот се продаде на словенците. Зошто се донесе словенечка фирма да биде газда на саемот, треба да рачистиме. И тоа го продаде, да се разбереме, се знае за злочиве време саемот се продаде. Ја мислиш дека саемот се продаде во периодот 2006-2016. Да не ако ја да сум јалмаш. Но... Благодарам за одговорите и сега кој напомена особено за оние кои што можеби за прв пат, а верувам ќе имаме и такви, ќе се вклучат во денешно издание на Црвена линија. Внимавајте на тајмерот, едно јавување временски изнесува 90 секунди, што значи го објавуваме на екраните за да можете нели да го регулирате искажувањето временски. Продолжуваме со гледачите во живо. Му треба ли на главниот град модерен саемски комплекс? Дали сметате дека и јавноста треба да има збор при изборот на новата локација? Верувате ли дека ќе се изгради или ќе расправаме повторно за ова со децении? Дали предходниот требаше воопшто да се сруши во 2018 година? Добар ден! Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит до вас, повелете. Поздрав до вашата режија, до вашите гледачи, сите. Ме вратите во тие млади денови. Знаеме, Скопскиот саем 72 е пуштен за Олимпијадата. Олимписко село е направено за смештај. Да ги подсетам тие моја генерација и постарите на составот на Југославија во шах што беа Глигорич, Ивков, Матулович, Матанович, Рукавина и нашиот Ристо Ничевски како шести играч. Нека се подсетат малце. Дали му треба сега на прашањето? Како не да му треба, него ние сме чудо македонците. А да се надоврзам со Љупчо, во времето на Груевски и во времето на мандатот на Газибаба на Тони Јакимовски е изгласено од советниците.
3 пати е дадено на точка, никако да се сложат, ама тука дошол Чичко Мито и сите советници и од ДУИ, и од ДСДС, и од ВМРО и се изгласа да се продаде сајмиште и да се сружи. И знаеме сега како е, што е. Жалосно, не само Скопски сајм, не само Универзална, не само Олимписко село што пропадна. Ние сме чудо македонците. Све ни треба, ама нема домакини да работат со тие објекти. Бидете поздравени, све најдобро. Се најдобро и вам, но секако останете со Црвена линија, бидејќи допрва ке слушаме многу гледачи, како граѓани и еве денес Црвена линија ве прашува, му треба ли на главниот град модерен скопски саемски комплекс, дали урнувањето еве и на Скопскиот саем во 2018 година всушност беше погрешен потек и сметате ли дека јавноста треба еве да биде вклучена доколку се гради нов саем во изборот на локацијата? Добар ден. Добар ден. Убав ден, Црвена линија, повелете. Видите, еден Чичко се јавува село Гајранци Пилтивско. Поздрав до Ние вас. за време кога беше тај саем од провинцијата водеме специјално со автобуси. Тоа беше милина, господице. Меѓутоа, овие 30 години како дојдоа рамија и дочишта, не само саемо, него фабриките, кај се комбинатите, кај се фабриките што ги градеа. Што те ќе се граде кога ќе дојат праха и дочишта, ќе го краде 100 милиона, ќе бега у странство. Нели гледаш секој дневно што се работи, господи? Па не ги интересира да отворат некои работни фабрики, да вработат младина, па да земат некои земјоделието, да го сточарството. По тоа не ги интересира, само тендери, клати, врата, зимај плата. Ајде, деца, ќе ве пудиме, тендеро ќе го земеме ние. Браво, бе, браво сите, али претходната влада, сега што се боре за што владееше 7 години, па тоа не го пропасти земјоделието, да ти кажам искрено. И сега секојдневно тропа тамо за лични интереси. Па таа партија се ни продадема у живота, ма господице. И име, и знаме, ама што не створи? Барем едно фабриче да не отвориш и да пробиш шио крај, да вработеме стотина дечиња, бе, да не бегат. Па нема едно праваче више, бе, ајде учиста рамии, бе. Жално и срамно е за таа претходна влада. Благодарам многу за одговорите и секако една напомена се разбира Црвената линија, за да не се активира, ве молам да останеме, нели, да го задржиме нивото на изразување. Потрудете се, колку и да сте гневни и изиритирани, секако може да се поентира, да се каже сопствениот став, да се даде одговор без, нели, да се употребуваат погрни зборови, вулгарни зборови, пцости и секако не е говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Ќе продолжиме со вклучување во живо, потоа ќе се префрлиме повторно на Facebook. Продолжете со опишување коментари, секако и тоа се одговори на денешното прашање на Црвена линија. Му треба ли на главниот град модерен саемски комплекс? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Да, на нашиот град му треба нов модерен комплекс, покрај тоа што стариот беше прекрасен. Најверојатно гледачот смета дека сосема доволно се и помалку од 10 секунди, но даде одговор на прашањето. Особено прашањето кое што можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Еве ќе потсетам за некој кој што можеби малку подоцна се вклучивте, заследете ја Црвена линија на Инстаграм, но и профилот на Телма телевизија. Кликнете веднаш на Инстаграм стори и сега одговорете на прашањето дали урнувањето на Скопскиот саем во 2018 година беше погрешен потек. На ова прашање еве како одговорил некој што не следат на Facebook. Ќе продолжиме со коментарот на Даниел Пауерс кој што го напиша следното. Саемски комплекс е потребен, но можеби понастрана од центарот. Но просторот од другата страна на булеварот од Шумарски факултет до општина Газибаба е празен простор, може да се уреди за нешто. Ние меѓу другото прашуваме еве дали и според вас стариот саем беше символ на градот што не смееше да исчезне, сметате ли дека еве Скопје и загуби со пренамената на локацијата, а меѓу другото секако саемот беше место како што слушаме од одговорите на дел од вас, каде што секако
сите граѓани на оваа земја имаа причина да дојдат да го посетат, бидејќи навистина имаше многу случувања и саемски манифестации. Добар ден. Добар ден, Тина. Игор од Битола. Игор, поздрав до вас и секако до битолчани. Па еве, според вас, дали пресурнувањето на Скопскиот саем во 2018 година беше погрешен потек? Па знаете, јас сум од Битола, не сум поминал таму, не сум видел. Трговскиот центар го имам видено и во центар имам видено. Ама не за многу, па треба нов да се изгради саем, не мора голем да биде, не мора поголем да биде, да се изгради нов. Па му треба покрај Вардар во центарот, треба повеќе кафичи, мислам кафичи за кафе. Бидејќи саемот навистина има долга историја пред да биде срушен, дали ве сте присуствувале на некакви саеми на книги, бидејќи концерти содржуваа навистина многу саемски манифестации? Не, јас не сум учествувал Тина. Не, од Битола сум, не можам да дојдам далеко многу е далеко до Скопје. И велам, само во Скопје, кој ќе одам во Скопје, немам каде кафе да се напијам кафе, имам пари, тојаш имам пари од железничката. Ајде, дали сметате дека јавноста, Игор, треба да биде консултирана во однос на тоа каде би била новата локација доколку се гради нов саемски објект? Па нов саемски објект треба да се гради. Добро, благодарам за одговорите. Поздрав преку вас до битолчани кои што не следат во овој момент. Иако Скопскиот саем така беше попознат, секако беше место каде што навистина имаше огромен број на саемски манифестации на кои што присуствуваа не само граѓаните на оваа земја, туку имаше и многу гости кои што доаѓаа од надвор. Како и да продолжуваме секако со црвена линија, дали сметате дека на главниот град пред се му треба нов модерен саемски комплекс и дали воопшто требаше во 2018 да се сруши постојниот кој што до тогаш го имавме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, црвена линија. Овака сега да тргнеме од Маркс. Маркс кажал дека на човекот му е потребно прво да се најаде, да се облече, да се обезбеди место кај што колипка, да не му е ладно, да не е на ветер, на ладно и тие работи. Значи, ние треба, според Маркс од порано, да почнеме од основните работи. Саемски комплекс, затворени базени за пливање, спортски стали, тие работи, тоа е у нашиот случај сувишен трошок, пошто ние немаме основни работи за основните работи да ги задоволи обичниот човек. Така да овие приказки за саем се научна фантастика. Да искористам прилика да кажам дека и купување на 120 автобуси е непотребно затоа што приватниците у Скопје имаат доволен број на автобуси и би требало да се престане, пензионерите добија, ние добивме 5000 динари, да плаќаме 25 динари карта, да плаќаат и студентите 25 динари карта, да можат да им се покачи таму оброкот за 50 динари. Во однос на темата, тоа не е анкетата, да го искористам вашето јавување да ве прашаме, сметате ли дека воопшто требаше да биде срушен во 2018? Очигледно требал да биде срушен, оти немало потреба од него. Добро, благодарам за учеството и благодарам за одговорите. Останете со нас. Продолжуваме понатаму да видиме какви одговори ќе добиеме на 02307-005. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Вашата екипа. Благодарам. Вака, зашто да нема саем? Напротив, треба да има саем, да излезеш, да видиш, да купиш нешто. Можда поевтино ќе го купиш. И не се работата, не мало имало. Порано се имаше, него тука е, тоа е главниот град, тука треба да се гледа. Дали имаме ние нешто? Нешто се затвори се живо.
Прво и прво парковите ги нема. Второ, ги нема онија кај што се ај речи го тија кај што одиме ние на плажа, на тија работи. Нема ништо од тоа. Напротив, каде се тија убави денови што ги имавме ние, калдрмите, кај се тие? Се е отишло да не дојде и нека не зборат та малку, та многу. Прво да се види Македонија каква е, главниот град, метрополата, а не да ми кажува он тоа оно. Зашто да нема саем? Напротив, ја кој ти имаше саем со машми, за рака и ќе идеме ќе купиме нешто, поевтино. А сега што ќе купам поевтино? Дома ќе джужам и ќе ми кажуваат. Благодарам што бевте дел од Црвена линија. Останете со нас. Кога зборуваме за саимите, секако саимите се многу повеќе од обични изложби. Еве и секако гледачката подсети дека на Скопскиот саем имаше огромен број на саемски манифестации, сушност кои што представуваат двигатели на економијата, меѓу другото и алатки за промоција на домашни производи, па секако и производи од регионот, но и средби каде се отвараат нови бизнис можности и соработки. Па еве му требали на главниот град модерен саемски комплекс. Добар ден. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намали тонот на телевизорот. Одлично, се слушаме, верувам добро, во Црвена линија сте. Гледачка од Битола, која се јавува повеќе пати во вашата емисија, во ова последно време повеќе пати ве слушам и стално ве гледам. Драго ни е, повелете. За сите теми, за ова тема конкретно, Скопје добро е, нека се гради, јас живея во Скопје 4 години, од 68 до 72. Градот е убав, меѓутоа јас не може преди водата, имав проблеми, се вратив во Битола и ве поздравувам од Битола. Нека се гради, тоа е добро кога се гради саем, кога ќе дојдеме нешто можеби ќе купиме и така натаму. Меѓутоа кај нас ќе се гради депонија и спремете таму некоја болница поголема за онкологија, затоа што битолчани се први по смртност во Македонија, не знам или пошироко слушам на вести, на 24 вести дека ние во Битола сме први по смртност, односно по рак. Затоа што рек премногу не разболи, не запусти, што немаше филтри и така натаму што обеќа. И во предизборието го поздравувам премиерот и сакам да го слушни ова. Тој обеќа дека Битола ќе стане многу убав град и така натаму. Меѓутоа сега ние ќе станеме контењер. Нека се гради за Скопје, мене не ми е криво за луѓето и за Скопје, меѓутоа за нас. Ние ќе имаме контењер, ве поздравувам многу. Ве поздравувам, благодарам и што кажавте дека во последно време сте активен учесник и не следите редовно во Црвена линија. Драго ни што еве и денес се вклучите. Кога зборуваме за Скопски саем, бидејќи низ историјата беше место каде што на вистина центар кон кој што доаѓаа сите, дури и жителите од натрешноста, дури од регионот, дури од странство, така да еве ќе подсетиме саемските манифестации едноставно беа и двигатели на економијата. Впрочем и се уште се одржуваат саеми надвор од нашата земја, каде што токму голем дел од наши компании, производители и така натаму изложуваат и ги презентираат производите кои што се гордост на нашата земја. Саемите имаат и таква функција. Па еве ќе почнеме и со анкетното прашање. Дали сметате дека воопшто и требаше да биде срушен во 2018 година и дали сега еве после сему треба на главниот град модерен саемски комплекс? Добар ден. Добар ден. Ќе ве замола малку погласно, ве молам. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Во програма ли су? Да, ве слушаме, повелете. Вака, му треба ли на главниот град модерен саем? Како саемови тие
Не ни гледаш на кој телевизија Македонија леп нема да јајде. Туку измислуват дека фане Мицкоски со тие министрите нека одат на ваквото економија и други работи трпе за леп. До сега не туку измислуват нешто, не ни срамбе. Нека фанат канајте да изчитат дискусијата и на друго место. Тръгне и глоđe се нивите, бе. Леп нема да јајме, они туку измислуват заем. Како заем? Македонија не е Холандија. Или друго нешто. Заем туку бе. Не ни срамбе, арамија до арамија, бе. Никој не за Турија. Туку измислуват ки трошат 20 без веза, бе. Не ни гледаш народно трпе за леп. До сега не е дојдено ти не нас. Туку измислува и Митко. Имаме унико поверење имаме, ама кои изгубиме. Ништо не направи само. 30 години тоа патува, туку измислува нешто. Ја не знам. Не ни гледа народот дека тропе леп. Нема средна класа. Не се ке пена у главата или кој сета на динаци, дека не ни гледа. Не запусти не. Големо благодарам за учеството во Црвена линија. Гледајте не. Продолжуваме на Facebook, пристигаат многу коментари, продолжуваме со коментарот на Веселин Бос. Еве што напиша. Не знам чија е идејата, ама предпоставувам дека е на истите тие кои им текна дека не треба да има сајмиште. Тендерче во прашање. Колку што таа одлука беше погрешна, толку ќе биде погрешна и одлуката повторно да се гради у Скопјето. А ако се гради, треба да се гради таму кај што има производство. Прилеп, Струмица, Кавадарци, Неготино или Битола. Доста веќе со тоа у Скопје. Благодарам многу Веселин и вам за учеството. Ако не следите, продолжете да не гледате. Пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. Продолжуваме во живот. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Вака, ја прво се залагав на времето кога треска по комплексот, значи ќе се руши и ќе го нема. Се залагав да се направи огромен парк, каде што ќе има, значи нема да има бетон, ќе има зеленило, ќе има ниска, висока вегетација, алумина, исто така да биде парк, значи на некој начин да се избегне од тој бетон. Еве шанса ако, значи, постои тој потек, не изграден. Еве, ако сакат, значи, да биде во градот, може да биде на местото на треска. Ако не, било каде и да биде, на Скопје му треба саемски простор. Со саемот фактички се покажува техниката, науката и достигнувањето во, значи, во техниката и во науката. Што некој измисли, што некој направи, значи, ние не можеме сите да одиме да речеме во Лајци, во Берлин, во Љубљана, во Нови Сад, каде што има саеми, да речеме, од поголемо значење, кој ќе го има тука, секако ќе можеме овдека барем поблиску е, поевтино ќе не кошта и ќе можеме со еден збор да видиме техниката, до каде е отидена, што можеме да набавиме, што можеме ние да изложиме, ако нешто сме постигнале. Саемот е, значи, достигнување на една држава, на еден народ. И јас сум за тоа, значи, да има саеми и тие да бидат, што се вика, со еден збор научни. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Напомена ве, молам, внимавајте на тајмерот. Црвена линија денес прашува, му треба ли на главниот град модерен саемски комплекс и дали сметате дека урнувањето на предходниот Скопски саем во 2018 година беше погрешна одлука. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав до тебе и до редакцијата. Благодарам, многу поздрав и од нас. Повелете. Вашето прашање, затоа и се јавив, пред мене поставува многу прашања. Дека треба да имаме како Македонија, не како главен град, Скопски, модерен саемски комплекс, треба да имаме. Затоа што функцијата негова е позната, да не губаме од времето. Македонија треба да има саемски комплекс. Затоа што Скопје имаше до 18 како што велите, меѓутоа се сруши, зошто се сруши, кој го купи тоа земјиште, рековте некои словенци слушнав, на кој е продадено, за колку пари е продадено и сега треба да градиме нов саемски комплекс
каде ќе се гради. Скопје е преполно со објекти. Скопје нема слободно државно земјиште кај што може да се... Значи, треба на некои джебовите да му ги наполни. Мислам, наобјективно е да биде некаде околу аеродромот, затоа што доаѓаат луѓе од странски фирми, а скопјани можат да појдат со автобус, да има редовен градски автобус, до таму, од на Трешоста може да појдат, меѓутоа сето тоа е, мислам, фата моргана во овој момент. Затоа што имавме прекрасен објект кој требаше да се реновира, меѓутоа се упропасти. Затоа сме мајстори. Ви благодарам многу за вниманието. Ние ви велиме големо благодарам за одговорите во црвена линија. До сега можевме да слушаме различни ставови, одговори на прашањето, така да се уште црвена линија трае и продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Ама зборува спикерката. Мор? Се убацивте друг, 2 пати вака ми се дешава. Што ви се случува, повторете? 2 пати ме прекинуваат со друг. Сега сте на линија, па се јавува друг. Еви и сега. Исто. Ние ве слушаме само вас. Не знам што слушате вие. Еве на телевизија слушам што зборува. Дали го намалете го тонот на телевизорот, затоа е тоа така. Целосно. Не е така. Не, од прегет сум на линија на 2 пати. Ајде, од Рижа, дали ме слушате, ве молам? Ме слушате во момент? Ве слушам. Ајде, Рижа, нека го врати тајмерот на 90 секунди, повелете и дадете ни ги одговорите. Ве слушаме. Ајде. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, ве слушаме. Најголемата грешка, значи 1000 пати да кажеме, јас сум стара скопјанка, дека апсолутно најголемата грешка е што се дозволи да се сруши Скопскиот саем. Во продолжение на Скопскиот саем, сега сакаат да прават стамбени згради, значи наместо стамбените згради требаше да направат тоа што мислеа трговскиот центар, а Скопскиот саем да останеше. Еден град за цела држава, значи за Македонија ја рачунаме дека е држава, се борат само за партиски места. Не се борат што да пружат. Што ние може да изложиме сега на Скопски саем? Колку илјади луѓе останаа без работа од сите фабрики што работеа, а сите излагаа своји продукти. Изработени рачни имаше што сме купувале, намештај и ред други работи. Значи не може една држава да нема саем. Каде сака нека е во градот, со стрелки, со вамо, со тамо, тој што има намера да изложи и да оди, да го посети и да купи, ќе најдем начин како да дојде до саемот. Значи, благодарам многу за учеството и секако останете со нас. Ке подсетиме секако и ќе покажеме фотографија како всушност изгледаа почетоците на тогашниот Скопски саем во далечната период 1970 до 72 година, каде што всушност саемот беше и домаќин на светски настани од типот шаховска олимпијада, а ќе подсетиме дека саемот тогаш беше дело на тимот архитекти Славко Ѓурик и Благоја Мицевски, кој што на почетокот беше и половично реализиран со оставена слободна површина за иден развој. И откако истиот беше приватизиран, беа презентирани планови за развој, дури беше направен и ископ за првиот нов планиран објект. Така еве се некои фотографии, секако како изгледал архитектонски проектот за Скопски саем. Денеска се најавува изградба на нов. Дали сметате дека на главниот град му треба модерен Скопски саемски комплекс и дали беше погрешна одлуката за рушењето на тогашниот Скопски саем во 2018 година? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Многу нешта беа во Скопје што требаше да останат, ама од нечи интереси беа изрушени, така и саемот. И сега зошто не е нов? Немаме потреба од нов.
и производителите, и потрошувачите, сите оние што имаат големи корпорации, па до најмали салони за продажба или мали маркети, ако сакате, зависи со кој бизнес се занимаваат, еве нека си најголеми корпорации, сите тие имаат веб страници каде што све е објавено. Сите нивни производи си од нивни квалитет, од најмал производ, од најниска цена до највисока. И секој што сака да купи, ќе си види на веб страница, впрочем и нашата држава нели закон донесе, да мора се да се изложи на веб страница, па зашто не саем? Ние си се јавиме електронски таму до фирмата, ако треба по порачка ќе ни направи, едно или илјадници, не е важно колку производи, или во друга продавница каде се ја носат и дома што сакаме да ни донесат. Што има ние да одиме на саем? Што мајка бараме? Очигледно нас не ни треба цивилизација. Од една страна. Не треба да излегуваме, ние треба да се затвориме со оваа електронска техника, што ја не ја оправдувам воопште. Ама не можам ни да кажам дека на Скопје му треба саем. Ние сме такви луѓе што не знаеме што ни треба. И од таму се потекнува. Благодарам, пријатно. Ви велиме ние благодарам. Веднаш преминуваме на Фейсбук, има доста коментари, продолжуваме со оној на Дамјан Балковски. Напиша: рушењето на Скопскиот саем беше многу погрешен потек. Наместо да се обнови и адаптира како значаен простор со архитектонска и мемориска вредност, изгубивме потенцијал за јавен и културен живот во срцето на градот. Славица Милевска напиша: јас поинаку би го поставила прашањето колку мина и кои се офајдеа од продажбата на саемот. Му треба ли тогаш на главниот град еве модерен саемски комплекс и дали сметате дека рушењето на Скопскиот саем 2018 година беше погрешен потек? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. И да и не. Јас сум за, значи, и да се гради, а и да не се гради. Зошто? Зошто го урнавме, како прво и прво? Зошто се урна? Кои се тие што влијае на то да се урни саемот? Земјиштето е употребено веќе како градежно земјиште. Значи, градежната мафија преовлада. Бидејќи саемот му беше даен, не знаевме што да правиме со него, му беше даден на словенците да го потребуваат. Па после на крајот дојде, ај да го урниме, ко си замина словенците. Значи, не знам, неам поима што би правиле со саем сега. Тука е работата. Саемо постоеше бидејќи имавме, како прво и прво постоеше за нас бидејќи имавме големо стопанство, имавме значи и фабрики, имавме и металска индустрија, имавме и текстилна индустрија, имавме се. И Југославија исто така, бевме во склоп на една држава. Исто така имаше се живо. Се живо се излагаше на него. Сега, што ќе изложиме ние? Ние нема што да изложиме. Дека некој 90 секунди е времето да подсетам. Благодарам за одговорите. Одиме повторно на Фейсбук. Продолжуваме со коментарот на Трајче Соколовски. Напиша: па како што се урна во Охрид хотел парк, споменик на хотелиерството, за да имаат неколку лица материјален бенефит, така и со саемот. Се што беше вредно или го урна човек или се остава времето да го урне. Љупчо Димитриевиќ напиша: тоа беше најдобриот потек на надлежните. Многу профитираа на сделката. Поздрав и благодарам, господине Љупчо. Добар ден за оној кој што го имаме во живот. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, повелете. Види вака, дека треба да има, дека треба една држава да има таков саем, треба. Потполно се слагам. Зошто? Бидејќи, например, еве ќе спомнам сега за некој може обратно во Србија. Па само сега одам излагање на роба, на сите тие работи и на трактори, и земјоделски машини што ме интересираат и така натаму. Зошто се урна, не можам да коментирам. А дека треба да имаме, треба.
А дека не треба баш да биде во Скопје, не треба. Зошто? Треба да имаш образложение. Ако Ресенски крај има јаболка, па Кавадарци има грозје, па Битола е главната житница, да речам, срцето на Македонија, Пелагонија, тој треба да се најдува некаде Неготино, Кавадарци, а дека треба да имаме, да, треба да имаме. Таму треба да изложиме што имаме, дали мед или јаболка, или ова, или грозе, или не знам што. Вака, кој нас не знае? Од тие сајми се дознава, како што сум одел реков, и кај што сум фасцинантен. Погледајте една Србија, колбасијада, пицијада, па што ти ја знам? Што немат, да речеме таму? И ние имавме едно нешто и тоа го турнавме. Мислам, не беа во правото, требаше да си остане. Хвала, пријатно. Благодарам многу за одговорите. Што се однесува до и архитектите и токму таа фила за тогашното рушење на Скопскиот саем, беше укажано дека комплексот Скопски саем всушност представува дел од вредно културно наследство, концептуално припаѓа на модерната авангардна архитектура. Фактички нашиот саем тогаш ја разби стандардната форма на матрица, се одлучија за иновиран модел на расчленување на функционалните содржини и формирање на флексибилна архитектонска композиција. Практично направија композиција во рамките за оригинално користење на просторот. Па, еве, му треба ли на главниот град, Црвена линија да нас прашува, модерен саемски комплекс? Добар ден. Добар ден. Продолжуваме со коментари, сега кој има поприлично и драго ни е што е така тоа. Јас продолжувам со коментарот на Борчо Иванов, кој што напишал: како главен град на држава треба да има посебен саемски комплекс, каде ќе се склучуваат корисни договори за разни договори. За време на саемот и хотел Континентал имаше фајде во секој поглед. Пополнето средби меѓу компаниите, вечерни дружби меѓу идни пословни партнери. Бети Јанковска напишала едноставно да на прашањето дали уривањето на Скопскиот саем во 2018 година беше погрешен потек. Добар ден. Ден, добро, Бог дал. Повелете во... Вака да ви кажам ја, говорете саемот, те е толкова работа, ама зашто, значи се е во Скопје. Значи се е во Скопје. Зашто луѓето од Скопје не дојдат во Кочани, Штип, Битола, Прилеп, да има еден саем таму. Значи, ние луѓето од Кочани како ќе дојдеме на саем? Значи, имаме трошоци додаме. Значи, се е во Скопје. Скопје е пренатрупано. И па, тоа е тоа, не знам што да кажам. Па еве, дали сметате дека јавноста треба да биде таа која што ќе одлучи за локацијата на новиот саемски простор? Не, ворете локацијата кај вас таму, тоа е најмал проблем. Значи, имате услови, имате се, ама... Не, дали јавноста треба да одлучи, еве, дали смета да биде во Скопје, во... Има и други луѓе што треба да кажат, не само јас. Дали беше погрешен потек според вас рушењето на Скопскиот саем? Најпогрешен потек се е у Скопје. Значи, сите луѓе од Кочани или дали од провинција дојдоа у Скопје да работат. И Скопје стана пренатрупано. Сега, зашто тај саем не се одбива, да речеме, у Штип, или у Струмица, или у Битола? Не е проблем. Зашто од Скопје луѓето не станат да дојдат да саем у Струмица? А ние, цела Македонија, треба да дојдеме на саем у Скопје. Зашто? Значи, се е во Скопје. Тоа е проблемот. Благодарам што ги споделивте со гледачите вашите ставови во однос на денешната тема. И пред да ви ги соопштам анкетните резултати, Марко Поло напиша: саем има скоро во сите големи градови. Во Франкфурт има голем кој што собира преку 10.000 одеднаш натре посетители, а надвор околу 100.000. Сум бил на промоција на земјоделски машини. Во Македонија треба да биде изграден надвор од Скопје, можеби во Велес, со тоа што подеднакво ќе биде оддалечен од сите краеви на Македонија. Потребен е да е под државна капа или можеби општинска, со тоа
што секој поединец, трговец или организација или повеќе здруженија и чии производители ќе се договорат да направат некоја промоција на нивни производи со покани. Во интерес на времето, секако ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета за следете на Инстаграм. Дали урнувањето на Скопскиот саем во 2018 година беше погрешен потек? Со да одговорија 90%, со не 10%. Одиме на реклами. Почитувани, благодараме и за ова издание на Црвена линија. Она што следува е да си кажеме со Горан Петревски. Останете со Телма.